Блокирани закони за кучна работа на собраниските комисии, нефункционално собрание. Народните избраници никако да најдат заеднички јазик и да почнат да ги разгледуваат законите кои се носат во корист на граѓаните. Опозицијата со бројни амандмани интервенира во она што власта го пласира, а мнозинството пак заборава на парламентарната демократија и се брана дека опозицијата прави обструкции во функционирањето на парламентот, заборавајќи при тоа дека нивна обврска е да бидат коректив на власта. Поранешната пратеничка Фросина Ременски во изјава за Алфа вели дека припукувањето меѓу партиите е легитимна алатка, но треба да се најде начин како да се излезе од оваа замка во која заглавени се бројни закони. Сега е клучното прашање дали се сака да се излезе од овој вртлук или се сака да се продлабочува разликата помеѓу опозицијата и власта, во овој случај парламентарното мнозинство. Но факт е пак дека и амандманската расправа е деловничка можност и право на секој пратеник да поднесува амандмани и да придонесува за промена на одредени одредби од предложените закони во интерес на подобрување на текст. Ако тие амандмани одат во прилог на подобрување на текстот, секако дека вреди да се дискутира. Познавачите се децидни дека и во услови кога во една комисија работата е блокирана подолг временски период, самиот собраниски спикер може да назначи пратеник кој ќе ја води расправата. За сега се постава прашањето зошто Талат Џафери не го стори тоа. Парламентарната демократија познава право на дебата, а не забрана да се разменуваат мислења, вели и аналитичарот и комуниколог Бојан Кордалов. Дециден е дека политичките партии треба да се надменат во своите интереси и да застанат во одбрана на народот. Се што е дозволено демократски како инструмент и на партии од власта, и на партии од опозиција, и на независни пратенички групи и групи пратеници треба да се прави. Тоа е целта на демократијата, всушност да има дебата, да има различно мислење и да се користат и иновативни методи. Меѓутоа, во исто време, крајната линија кај сите пратеници и пратенички мора да биде дека легитимитетот го црпат од граѓаните. Тоа значи дека какви средства и какви дебати, какви методи да се користат, на крај мора да се потсетат дека решенија за проблемите на граѓаните мора да се најдат. Последната собраниска статистика вели дека не само што собранието речиси не функционира, туку и во услови кога се гласале закони, тоа се правило по скратена постапка или со злоупотребено европско знаменце, за да се заобиколи постапката. Ако во 2020 година во парламентот биле донесени 65 закони речиси сите поднесени од владата или од мнозинството, главно користејќи го европското знаменце да се заобиколи постапката, до септември лани пратениците се ставиле на брза лента и донесени се дури 165 закони. Токму за ова предупреди официјален Брисел, од каде сериозно им забележуваат на мнозинството дека се носат закони по скратена постапка.